Почитувани, оваа недела Обединетите нации беа политичкото средиште на светот. Руската агресија врз Украина покажа како разорната сила од војната лесно се прелеа во економијата на секоја држава во светот. Ниту една не беше поштедена. Но штетите беа помали кај оние кои во својата економска структура имаат развиено одбранен механизам на надворешни шокови, независно од тоа дали тие се предизвикани од економски, еколошки или геополитички потреси. Тој заштитен механизам се вика отпорност на економијата, а до таа отпорност нашата македонска економија најбрзо може да дојде само преку забрзување на евроинтегративните процеси и полноправно членство во Европската унија. Членството во Европска унија најнапред ќе ни овозможи пристап до најголемиот единствен пазар во светот од 500 милиони потрошувачи, што ќе обезбеди разновидна база на потрошувачи на наши производи и услуги. Расширената мрежа од трговски договори, намалените трговски бариери ќе помогне да се надоместат загубите од евентуални идни шокови. Регулаторната хармонизација, конзистентните стандарди и практики во различни индустрии може да биде уште еден извор на отпорноста на нашата економија. Ова се само дел од економските придобивки кои може Северна Македонија да ги добие и да ја зајакне собствената способност да се движи низ глобалниот економски пејсаж, кој брзо се менува и да го заштити животниот стандард на нашите граѓани и во услови на кризи и конфликти, за кои деновиве се зборуваше во Обединетите нации.